Може за неколку секунди да се почне. Само момент. Даниел? Може да почне. Добар ден на сите, јас сум Даниел Смилков, волонтер на SOS линијата и би сакал да ви посакам добре дојде на пресконференцијата на 29-тиот годишен извештај на SOS линијата за деца и млади. Пресконференцијата може да ја пратите исто така и во живо на нашата Facebook страна на Ало Бушавко, освен или на овој Zoom митинг и истата ќе биде снимена. Првенствено би сакал да искажам благодарност до новинарите, телевизиските куќи, портали, агенции, децата и млади и сите присутни на 29-тиот годишен извештај на SOS линијата за деца и млади. Денешната пресконференција ја започнуваме со Клементина Добревска, која ќе не приближи поблиску до новолансираната веб платформа за деца и млади, а тоа е Ало Бушавко. Потоа ќе го проследиме обраќањето и на раководителката на програмскиот сектор, а тоа е госпоѓа Јорданка Трајковска. А потоа обраќање ќе има и самиот основач и председател на првата детска амбасада во светот Меѓаши, господинот Драги Змијанац. Ние како SOS линија се соочуваме со најразлични случаеви во текот на годините, а во таа насока би сакал да споделам со вас еден впечатлив случај кој што се случи во изминатите 12 месеци. Станува збор за следниот случај. Имено моите родители се разведени и живеам со мајка ми, бидејќи при разводот судот ме додели кај мајка ми. Исто така живеам со баба и дедо. Баба ми е посесивна и постојано дома има караници. Таа исто така го угрозува животот на мајка ми, а најмногу мојот, со што животот таму веќе е неподнослив. Сето тоа има голем психички притисок, а тоа многу пречи во мојот успех на училиште. Пред 2-3 години мајка ми отиде во странство, 2-3 пати, со тоа што јас останав во родното место со баба ми на подолг период. Криев од татко ми дека таа беше во странство, бидејќи ми рече да не му кажувам. Затоа јас сакав да се преселам уште од септември да живеам со татко ми и да учам во средно училиште во градот, бидејќи овде ми е подобро. Јас и татко ми разговаравме за тоа со мајка ми и таа се согласи јас да учам во градот. Потоа, кога се врати во родниот крај, мајка ми почна да ми прави притисоци и да ми зборува лоши и навредливи работи за татко ми и неговата фамилија, со што јас се збунив и останав да живеем со неа. Јас се уште сакам да се преселам кај татко ми и овде да го продолжам средното образование. И овој пат сум одлучна да останам. Пред некој ден разговаравме со мајка ми на телефон и таа повторно се согласи да живеам со татко ми. Но потоа почна да ми се заканува и да манипулира со зборовите. Ке се откажам од тебе. Наредниот ден мајка ми се јави и ми се закани дека ќе ме врати во родниот крај со полиција, иако јас не сакам. Истата вечер тетка ми прати порака велејќи мајка ти прави се за тебе, а ти вака ли и враќаш, што значи дека и другите членови од фамилијата ми прават притисоци. Јас сакам да останам во градот со татко ми, а во родниот крај не сакам да се вратам бидејќи се плашам и не се чувствувам сигурно таму. Не можам веќе да го издржам тој живот. Ова е само еден од многуте слични случаеви, секако и многу различни, кои што пристигаат до нас и со кои што ние како SOS линија се справуваме секојдневно. Сега следи поддетално запознавање со новата веб платформа за деца и млади, а тоа е Ало Бушавко. За таа цел ќе ни се обрати Клементина Добревска, која што исто така е и координаторка на SOS телефонот. Клементина, повели. Те благодарам, Даниел. Се надевам дека е окей, дека го гледате. Добре дојдовте на alobushavko.mk, вашиот пријател кога имате проблем. Особено ми е чест и задоволство да можам да ви ја презентирам новата веб страна на SOS линијата за деца и млади, сега со ребрендирано име, Ало Бушавко. Веб страницата е креирана и раководена од првата детска амбасада Меѓаши во светот. Таа е направена се со цел за да се обезбеди медиум каде што без никакви ограничувања и стравови децата ќе може да се доближат до нас, да го искажат својот проблем и стравови и да добијат соодветна стручна помош од стручните лица на првата детска амбасада. Веб страницата постои во 3 јазични верзии, кои што можете да ги најдете во
горниот десен агол, македонска, албанска и англиска верзија, и сите три верзии се идентични во однос на содржината која што ја содржат. Ало Бушевко е многу едноставно за користење, првенствено затоа што на самата почетна страница ги наоѓате сите информации кои што со самото кликање ве водат до останатите под прозорчиња од кои што е составена. За почеток би сакала да започнеме за тоа што е Ало Бушевко, односно кои се протоколите за постапување и начелата со кои што работиме веќе 29 години, односно тоа во прв план е најдобриот интерес на детето. Секогаш кога ги разгледуваме случаевите, секогаш го ставаме во прв план интересот на детето за секоја конкретна ситуација и за секоја проценка. Доверливоста и анонимноста се едно од начелата исто така кои што ни се важни во текот на работењето, бидејќи сите информации кои што ни ги кажуваат дојавувачите се остануваат анонимни и при тоа се заштитени со Законот за заштита на лични податоци. Комуникацијските канали кои што ги имаме повеќе се достапни 24 часа, 7 дена во неделата, со тоа што ни овозможува да сме навистина достапни за децата, но и за сите кои што имаат потреба да се јават. Во однос на второто подпрозорче, во овој дел можете да ги најдете дефинирани по имета за дете, помлад малолетник, постар малолетник и помладно полнолетно лице, кои што се дефинирани според Законот за детска заштита, како и за малолетничка правда. Во делот што можам да очекувам, можете описно да најдете што е Ало Бушевко, кои се комуникацијските канали, како и кои информации, какви све можности нуди веб страницата, исто така и да ги видите профилите од кои што е составен тимот на волонтери. Во овој дел што можеме да направиме, а што не, би сакала повеќе да се задржиме, бидејќи во текот на нашето работење, речиси во поголем процент се соочуваме со дојавувања во кои што навистина немаме ингеренции, па затоа би сакала да направиме една паралела во однос на тоа до каде се нашите ингеренции, каде немаме никаква надлежност да постапиме. Ние ги застапуваме правата на децата, даваме психолошка и правна поддршка, можеме да ги упатуваме до јавувачите, децата, лицата, родителите, старателите, како и другите лица од поблиското семејство, до советниците во училиштата, до институциите за заштита на деца или пак до институциите кои што го спроведуваат законот. Исто така може и директно да им се обратиме со спроведување, нели, за преку допис, барање или известување или повик. Од друга страна, немаме ингеренции да ги застапуваме правата на возрастните при бракоразводни постапки, собственички права и така натаму, или пак да даваме некои психолошки правни совети во кои што не се директно засегнати децата. Исто така немаме право да правиме теренски увид, ниту пак да вршиме некоја медијација или да даваме препораки за судски решенија или пак начини и решенија за тоа како треба да се постапи во дадениот случај до центрите за социјална работа. Како што кажав, теренски исто така не можеме да излеземе на терен. Понатаму во подолниот дел од овој прозорец можете да ги најдете институциите со кои што соработуваме од нашата земја, како и во самото дно од овој прозорец можете да најдете корисни линкови со организациите кои што интернационалните организации со кои што соработуваме. Понатаму, повторно ќе се навратам на почетната страница, како што кажав и претходно, нудиме повеќе комуникацијски канали, можете да го искористите, со самото кликање на ова копче, може да се јавите на нашиот телефонски број, можете да ни испратите имејл, или пак да овој новитет на самата веб страница е да четувате со нас, односно со самото кликање, може апликацијата ве води до друга апликација во која што истата е достапна во ова балонче тука, каде што го внесувате вашето име и имејл адреса и ги пишувате, значи го опишувате проблемот. Како што кажав и претходно, тие се достапни, сите податоци кои што ќе ни ги испратите се заштитени со Законот за лични податоци и се навистина од доверлива и анонимна природа.
Понатаму во прозорецот како можеме да ти помогнеме и тоа што е новитет на нашата веб страница е не само што ги офативме децата и младите, се обидовме да ги офатиме и родителите, старателите, како и училиштето и наставниците. Во секоја од овие прозорчиња се наоѓаат едукативни текстови и искуствени текстови кои што се напишани од нашите волонтери и истите можам како илустрација да ви покажам дека во секоја со кликање на секој од овие во зависност за која возрастна категорија сте заинтересирани, можете да ги најдете сите текстови кои што се прикачени во моментот на веб страницата. Овие знаменца тука ви покажуваат дека истиот текст е достапен и на другите две верзии, во случајов на албанска и на англиска верзија, како и времето кое што ви е потребно за да го прочитате. Јас би сакала тука да чисто за илустрација, да ви покажам која е содржината на текстовите. Текстовите може да бидат едукацијски, каде што имаме дефинирање, позитивни страни на темата која што се обработува, техниките, корисни апликации за продуктивност во случајов, различни совети за справување со стресот и генерални заклучоци. На крај можете истото да ги одбележите колку сте задоволни од прочитаното. Исто така тоа што во сите овие 4 подкатегории се истата содржина во смисла на текстови, едукативни и искуствени текстови кои што се напишани од нашите волонтери. Јас тука би сакала да ви кажам дека во текот на целата година е пуштен повикот за пишување на текстови за веб страницата Ало Бушевко, така што ги ни представува задоволство да ве поканиме, односно да ги поканиме сите деца, наставници, родители, сите кои што од полето на интерес им се децата да дадат свој придонес во вид на пишан текст за Ало Бушевко. Упатствата може да ги преземете со самото кликање на копчето во кое што ги имате темите и подтемите кои што се од темата на обработка, како и начините како да го напишете текстот во однос на форматирање и структурата на текстовите. Истите може да ни ги испратите директно преку кликање на ова копче, односно испрати порака каде што директно ќе ви упати до нашата имейл адреса. Во овој прозорец овде, дознае како Ало Бушевко може да ви помогне. Можете да ги најдете информациите во однос на советувањето. Како што знаете, веќе 29 години се трудиме да дадеме поддршка и советување на децата и младите, каде што нашите советувачи воспоставуваат врска базирана на доверба, се со цел за да може оној кој ништо ни се јавува од другата страна да ги сподели своите информации, потреби, проблеми, да се информираат за нивните права. Понатака во овој прозорец можете да ги најдете и советувачите, односно кој се стои зад тимот на Ало Бушевко. Сите овие се менуваат во текот и се дополнуваат во текот на работењето на СОС линијата, како и кога се вклучуваат други страни. Понатака, ова е интерактивниот дел кој што го внесовме како новитет на Ало Бушевко, а тоа е како се чувствуваш денеска, каде што со еден клик, во зависност од тоа како се чувствувате, без разлика дали е пријатна или непријатна емоција, добивате поттикнувачка или мотивирачка порака. Ова ни беше го направивме се со цел да можеме да ја подигнеме свесноста за нашите чувства и емоции, дека е во ред било како да се чувствуваме и дека Ало Бушевко е секоја штука за да може да ги поддржиме и да ги разбереме децата. Повторно на средината од почетната страница можете поблиску да се запознаете со нашиот тим на волонтери, психолози и стручни лица кои што стојат зад Ало Бушевко и дополнително, како што спомнав и претходно, комуникацијските канали. И за крај корисните линкови со кои што, односно интернационалните организации со кои што соработуваме. Како новитет, исто така и како дополнителна комуникацијска можност, ја воведовме и Инстаграм, социјалната мрежа Инстаграм, односно Ало Бушевко, во која што ќе служи
повеќе како на некој начин интерактивно ќе можеме преку квизови, едукацијски текстови, прашања, анкети да се доближиме со децата, каде што тие ќе можат да научат повеќе за своите права и одговорности, исто така да не исконтактираат доколку увидат на нарушување на истите. За крај би сакала да го пуштам ова илустративно видео од Пушавко, нашата маскота, како се јавува на SOS телефонот. Звукот не е пуштан, но Нема ќе имаат звук. прилика, да, ќе имаат прилика да го погледнат сите заинтересирани кога ќе пристапат на веб страницата. Фала ви. Ти благодарам, Клементина. Сега би сакал зборот да го предадам и на проектната координаторка на SOS линијата, а тоа е госпоѓа Јорданка Трајковска, која ќе не запознае со активностите и работата на SOS линијата во изминатите 12 месеци. Повелете. Така, благодарам, Даниел, ти благодарам, Клеја, за убавото представување на новата наша веб платформа, која што беше една од најзначајните активности на работа на тимот на SOS телефонот за деца и млади при Меѓаш. И не случајно избравме да започнеме конференцијата и информирањето со оваа алатка. Јас ќе дадам осврт на тоа што се направивме, како работеше тимот во изминатата година, и кои други активности, освен поддршката, советувањето, патувањето на сите што ни се јавија минатата година, што други активности презема тимот. Би започнала со тоа што ќе кажам дека минатата година тимот на SOS линијата беше и квалитетно и квантитативно зајакнат со тоа што во текот на цела година со нас работеше тим од 5 волонтери, тренд кој што не само што продолжува, туку и се зголемува од оваа година. Од оваа година имаме нови 10 волонтери кои што дел од нив се тука присутни со нас, вклучувајќи го и Данија. Имањето на добар тим ни овозможи и подобра врска и давање поголема поддршка на сите на кои што ни се обратија. Па така, во изминатата година купно добивме 329 случаи или предмети или некои кои што се обратил за наша помош за различни теми, а во тие случаи се опфатени или се засегнати 449, значи 450 деца. Ако го споредиме со 2020 година, кога случаите беа, бројката беше 240, имаме зголемување од скоро 30, околу 40%, 37%. Во однос на, ќе ви кажам некои по генерални забелешки, во однос на тоа од која средина, бидејќи правиме и таква анализа, од која, дали урбана или рурална средина, од каде ни се јавуваат сите што имаат потреба, се уште околу 90%, значи најголемиот дел доаѓаат од урбана средина и најголемиот дел се од македонска етничка припадност. Тоа се трендови кои што траат подолго време и ние во континуитет работиме за да можеме да се доближиме до сите на кои што сме им потребни, без разлика на средината во која што живеат или етникумот на кој што припаѓаат. Дополнително би сакала да кажам дека тимот на волонтери изминатата година со цел да се приближи повеќе до децата и до младите, минатата година повеќе бевме фокусирани на помалите деца, направи и други активности за да со двојна, да речам, цел и да ги запознае, да подигне свеста на децата за нивните права и обврски и во исто време да им го презентира SOS телефонот како место во кое што може да се информираат, добијат поддршка, одговори на некои прашања кои што ги имаат, организирајќи онлайн работилници за детски права, кои што се одвива
и минатата учебна година, почнувајќи од март, па се до крајот на таа учебна година, и сега на почетокот на новата учебна година од октомври, септември, октомври до кај ноември, беа направени околу 50 работилници со исто толку одделенија во различни училишта на различни делови од Македонија. Зошто ги правиме сите овие активности? Заради тоа што неколку години наназад многу повеќе на овој телефон, кој што гласи за деца и за млади, ми се јавуваат возрастни, секогаш се поврзани проблемите со некој прекршено право на дете, но сакаме да ги поттикнеме младите, знаејќи дека имаат потреба за разговор, дека имаат потреба за ислушување, да го препознаат ова место како место каде што можат да едноставно добијат уво што ќе ги слуша и со кој што ќе можат да разговараат. И затоа имаме секогаш и млади волонтери со нас. Толку јас би кажала како воведен осврт на тоа како ја поминавме минатата година и за делот на представување на видот на проблеми, значи што е најчеста причина заради која што не се јавуваат, го препуштам за следниот соговорник. Благодарам. Ви благодарам, Јорданка. Сега зборот го препуштам и на основачот и председател на првата детска амбасада во светот Меѓеши, а тој е господин Драги Змијанац. Повелете. Благодарам, Даниел. Оно што како организација не загрижува е еден проблем кој веќе 5 години наназад се повторува и е на прво место. Најчести прекршување на правата на детето се однесуваат на категорија семејни односи. Прекршување на правото на детето за видување со вториот родител при бракоразводна постапка, непочитување на решенијата за центрите на социјална работа и се што е поврзано во нарушени поранешни брачни односи, а недоволно функционални родителски одговорности и обврски. Податоците говорат дека прекршување на правата на детето при бракоразводна постапка е еден од најголемите проблеми со кои се среќаваат нашите СОС оператори и советници, а се соочуваат децата и нивните семејства. Во поширока смисла семејства, не само прв и втор родител, како што вообичајно ги нарекуваат примарен и секундарен, туку и родителите на родителот, баби, дедоци, вујковци, војни, цело семејство. Ова ни ukazuje на фактот дека потребно е подобро и поквалитетно регулирање на надлежните институции со цел да се превенираат трауми и дополнително кршење на правата на децата во овие случаеви. И што е многу важно да сватиме дека отуѓувањето е многу болно на детето од другиот родител и да не дозволиме и да бидеме сведоци на истото. Отуѓување на детето од вториот родител, кој не е помалку значаен и важен во неговиот живот, може да остави трајни последици по психофизичкиот раст и развој на децата. На второ место, веднаш потоа се пријави за прекршување на правата на детето при насилство. Имаме повеќе видови на насилство, меѓуврстничко, физичко, емоционално насилство, занемарување, па дури и политичка злоупотреба. Наведум невидливо во однос на другите облици на насилство, емоционалното насилство се случува многу често и еднакво опасно, како и сите други облици. Спектарот на емоционална злоупотреба е широк, а се случува кога за детето не се води доволно грижа, не се поттикнува на развој, не се застапува, се отврла, се игнорира, се присилува, се казнува, се спречува да се поврзе со другите луѓе во неговото потесно и пошироко окружување. Одржувањето на менталното здравје е подеднако важно како за возрастните, така и за децата. Зошто го нагласува менталното здравје? Затоа што бракоразводните постапки и несогласувањето меѓу родителите на децата се во најголем број причини за детска вознемиреност, страв и влијаат на менталното здравје. На трето место, со 18%, по зачестеност е прекршување на правото на пристапност до институциите, социјални, здравствени и други услуги. Еве ќе дадам еден пример на оневозможеност на деца во пристап. Непримање во градинка заради немање вакцинален карт. Четврто место, оваа година со 13% застапеност или вкупно 59 деца, причини за дојава нарушено ментално здравје кај децата, најчесто се во случаи поврзани со
Повторно се проследува нарушени односи на родителите при бракоразводни постапки. Најчесто причинител за ваквата психолошка состојба кај децата во случај што ги добиваме односот на родителите што произлегува од бракоразводите, неусогласеност на родителите за гледање или невозможност да се договорат доброволно, па мора Центарот за социјална работа да постапи по решение, каде што го санкционира вториот родител најчесто при правото на видување со своето дете, односно при донесува да се отуѓи детето вториот родител, односно неостварување на контакт и средби на еден од родителите во текот на годината подеднакво со примарниот родител или старата. И она што нас како детска амбасада не загрижува е што има 13 исчезнати деца, како резултат на нарушени брачни односи и непостапување по решение на центрите социјални работи, дури има и грабнати деца од еден од родителите. Заклучни согледување, морам да нагласам дека многу е важно наставниците и родителите да ја доближат оваа комуникацијска платформа до децата дома и на училиште. Децата да се охрабрат да се јават, да четуваат на оваа платформа која беше промовирана. Како генерална забелешка во овој годишен извештај за 2021 се наведува малиот број на деца кои не контактирале. И од таа причина е неопходно да се работи на охрабрување на децата и младите да се јават, да се информираат, да пријават прекршување на сопствено право или право на свое другачие. Благодарам. Ви благодарам. Меѓутоа од самите своји почетови на принципот на ненасилство. Па во оваа прилика и би сакал да ги потикнам и повикам сите деца и млади да не стравуваат и да се борат за почитување на своите права и секако секое прекршување на тие права да ги пријават на SOS линијата која што е постојано достапна и безбедна токму за нив. Со овој го заокружуваме овој дел на пресконференцијата, а останатите неколку минути се наменети за одговарање на прашања од новинарите и секако од другите присутни, меѓу кои што се и голем дел на деца и млади кои што се членови на детската амбасада. Во однос на поставувањето на прашања, за вас кои што не пратите во живо на Facebook страната, слободно пишете ги прашањата во коментар, ќе бидат проследени и би ве замолил, доколку секако се согласувате и вие, да се представите пред да го поставите самото прашање, кое што може секако тоа да го направите и во коментар и со вклучен микрофон. Повелете. Стефани, повели. Здраво на сите, поздравам пред се. Јас сум Стефани. Од месец февруари сум нов волонтер во Мегашин и имам некои нејасни прашања кои што сакам да ве ги поставам. Едно од тие прашања ми е дали одите на терен во зависност од проблемот, колкава е количината на тој проблем за да вие излезете на терен. Што е заклучно, клучната точка на големината на проблемот за да вие се соочите со него во живо? Ти благодарам. Клементина, повеле. Ти благодарам, Даниел. Ти благодарам за прашањето. Јас би сакала, како што напоменав и во самата презентација на Ало Бушевко, ние како детска амбасада немаме ингеренции да постапуваме директно, да правиме теренски увид или да се да извршуваме увиди на терен, на некои наставни или јавни места и така натаму, но доколку барањето е проследено од Центарот за социјални работи или интервентниот тим, тогаш можеме да преземеме директна акција заедно со надлежните институции по нивно барање. Имавме таков случај, па во таа насока можам да кажам дека во исклучително случаеви каде што навистина имаме барање од надлежните институции,
ради одредена поставена доверба со јавувачот да постапиме и теренски заедно со нив. Меѓувреме имаме и позитивен фидбек од Битола. Ви благодариме. Јорданка, повели. Благодарам. Само сакав да додадам на она што Клеја го кажа. Значи, и секогаш, кога излегуваме вон нашите надлежности или ингеренции на повик на надлежните, тоа во најдобар интерес на детето. Значи, секогаш го проценуваме дека ако тоа го направиме е заради детето, заради неговата добра состојба и неговиот интерес. Како мало дополнување. Ти благодарам. Значи, доколку не сте во можност, слободно напишете го прашањето во коментар, ќе биде проследено. Викторија, повели. Здраво на сите. Јас сум Викторија, исто како и Стефани, од новите волонтери на Меѓаши. И следејќи ја пресконференцијата, ме заинтересира две работи. Тоа е дали минатата година имавте некој случај кој беше голем предизвик за вас за да се соочите, нели, за да помогнете. Другата работа која ме интересираше е што сматате вие дека треба да се преземе за да се намали нели прекршувањето на правата на децата и повиците кај вас, нели? Што да се направи за да се намалат проблемите со кои се соочуваат децата денес? Ти благодарам. Јорданка, повели. Да, ќе почнам јас, меѓутоа слободно Клементина, драги, кои имате потреба да ме дополните. Во врска со првото прашање, најголем предизвик, во случајот што го спомена Клеја со заедничката интервенција со две надлежни институции, беше навистина предизвикувачки заради тоа што стануваше збор за случај во кој што на крај се покажа дека е загрозен животот на детето. Значи, секогаш во принцип, каде што имаме, како да речам, силно нарушување на здравјето на детето е предизвикувачки. И заради тоа што емотивно е вознемирувачки, заради тоа што бара дополнителен напор да се воспостави и се координира со надлежните за да воопшто нешто можеме да направиме. Исто би можела да речам дека предизвик, ако велам предизвик, не значи дека е нешто со што не можеме да се соочиме, туку што нешто не се појавило брзо, па бара поголема мобилизација, вклучување можеби на повеќе, не само од ССТИМ, туку и од целиот тим на Меѓаши и така натаму. Беа случаите кои што ги спомена и председателот во неговото излагање на случаи на грабнување, киднапирање на деца, повторно, значи сите оние случаи кои што бараат дополнителна комуникација и соработка со институциите се бараат поголем влог. Ние би биле во однос на второто прашање, ќе одговорам на двете, па после дополнете ме кои сметат од колегите. Во однос на второто прашање, што правиме за да бидат повеќе почитувани правата на децата, не само СОС. Мисијата на Меѓаши е да направи да правата бидат препознаени, да се подигне свеста, институциите повеќе да одвојуваат внимание и ресурси и така натаму за почитување на правата на децата. Во таа насока ги правевме тие онлайн работилници за запознавање и подигнување на знаењата на децата со нивните собствени права и би биле повеќе од среќни доколку овој телефона, доколку Ало Бушавко наместо да добива повици, заедно со децата да прави, да ги напредува нивните права преку различни активности, проекти, но едното со другото се поврзани. Значи, секогаш ќе постојат предизвици, надминувајќи ги предизвиците и правејќи
Уште како да речем, пријатни проекти за подобрување на правата на децата ќе ни бидат во фокусот на нашата работа и на ЕСС, но и на Мегјаши како организација. Се надевам ти одговори, Викторија. Благодарам. Морам да нагласам дека проблемите со кои се соочуваме години наназад се рефлексија на се што се случува во општеството и таков тип на проблеми. За жал, кога почна пред 29 години телефонот за деца и млади, децата се явува за љубовни проблеми, училишни проблеми, за недоразбирање меѓу деца, комуникација и така натаму. Ова што се случува сега, јас го доживувам како нефункционалност од страна и недоволна грижа и на институциите и можеби на училиштата, па и на родителите. И мислам дека СОС телефонот со ребрендирање во Ало Бушавко во заштитното лого на првата детска амбасада треба што повеќе да се доближи до децата и тоа ќе не биде можеби реалната слика дали децата имаат и други проблеми, а не ги споделуваат. И благодарам многу на слушнетене со Ноела на Укло FM Битола, што направи симпатично видеоклипче каде што едно дете Бушавка се јавува на нашиот Ало Бушавко и шепоти и кажу дека има некој проблем, не сака никој да ја слушне, па дури вели дека и нема кредит, па ние да се јавиме. Мислам дека само на овој начин можеме да се доближиме до децата. Ги поканувам исто така наставниците да дојдат да ги земат нашите печатени извештаи и да го промовираат и телефонот, и платформата, и работата на СОС телефонот за време на училишниот час. Како што знаете, во трето одделение се изучува не само за детската амбасада, туку и за СОС линијата. Ова е директен сервис за помош, поддршка и комуникација со децата и мислам дека треба и медиумите да се вклучат во негово доближување до целната група, посебно таму во тие програми каде што има детски емисии. Благодарим. Меѓувреме Стефан има прашање? Стефан ни повели? Прашање во врска со Ало Бушавко страницата. Колку време е потребно да се добие повратен одговор и дали истиот проблем што го јас ке го споделам, пример, коригирам, јас лично пример, колку би било заштитено? Дали би било само тоа до вас пристапено, како анонимно и само вие ќе можете да го видите проблемот или ќе има можност да го видат и другите? Тоа сакам да го разјасниме тој момент, за да и благодарам. Благодарам, Стефан и Клементина повели. Ти благодарам за прашањево, навистина е на место. Веб страницата Ало Бушавко, како што споменав, со новитетот, односно можноста да ни четувате, апсолутно се заштитени сите ваши права. Единствено нешто што го пишувате се само вашиот име и имейл адреса, само кое што ќе ни служи дополнително за да може да ни оствариме контакт. Меѓутоа сите други информации кои што ќе ги споделите во пораката апсолутно остануваат се доверливи, остануваат анонимни и не се пренесуваат на други лица. Со новиот закон за заштита на лични податоци тоа дополнително може понатака да подискутираме и да објасниме, така што од тој аспект сме воопшто не треба да бидете загрижени дека оно што ќе ни го напишете дека ќе излезе во јавноста или ќе протече или ќе биде споделено со друга личност и така натаму. Значи се што ни испраќате останува сигурно и останува кај нас. Во однос на првото прашање че нам беше, ние се трудиме максимално одговор кога ќе ни го напишете да стапиме веднаш во комуникација со вас. Меѓутоа еве сега со официјалното промовирање на веб страницата ќе бидеме и поактивни во однос на тоа, така што се надевам дека нема да еве ако сака Јорданка може да ме дополни околу тој дел. Меѓутоа ќе се трудиме да бидеме достапни. Да. Значи, ќе почнам малку поширок. Како функционираме за да функционираме 24 часа секој ден? Има распределба, таа што Клементина, заедно со колешка или колега, се ротира, 8 часовното време го се јавува на телефонот.
Во попладневните часови се вклучуваат волонтери кои што овозможуваат да биде достапна линијата. За да некој ако нешто итно му излегло по 16 часот, биде да може да се јави и доколку е нешто итно, дежурниот волонтер или волонтерка ме контактира мене, ја контактира Клеја, ја ги контактира сите што имаат поголемо искуство, за да, ако има потреба од некоја брза интервенција и реакција. Во случај ако нешто не е итно, не е загрозено детето или јавувачот, се кажува дека наредниот ден прва работа ќе биде исконтактиран од операторот или советувачот од СС линијата, затоа се бара контакт телефон, за да може да го искомуницира. Сакам нешто, едно појаснување околу законов што го спомнува Клеја. Секој од нас, сега сме во постапка на усогласување со барањата, секој од нас што работи, вклучително и волонтерите, подпишуваме изјава за доверливост, приватност, анонимност. Со што секој од нас станува свесен дека она што се случува и се дознава на СОС телефонот останува тука. Во случај кога треба да известиме надлежна институција или да постапиме, секогаш го известуваме јавувачот. Значи не правиме ништо, освен ако е нешто итно во моментот како што сме добивале дека е нешто загрозено, да не спомнувам сега случај, па мораме веднаш да интервенираме или до интервентниот тим на Центарот за социјална работа или до полиција. Во однос на тоа кој ги гледа, системот, како што покажа во презентацијата, значи кога се оди во чет, тоа е нова апликација во која што тој што е дежурен си има свој акаунт и до таа порака има само еден човек пристап и еден човек комуницира исто како со телефонот. Бидејќи ни е нова, може би до сега ни се случило 2 или 3 пати да ни се обратат преку чет, да одговориме подоцна, за жал морам да признам, затоа што, ама е добро затоа што ни стигнува и на мејл. И кога одговараме, исто така пристигнува одговорот на мејл. Но, исто како што правиме со телефонот, така ќе се организираме и со четот, во смени ќе се има дежурник кој во кое време одговара и ќе биде цело време присутен и достапен на чатот и повторно истото. Доколку некој од волонтерите кои што нема доволно искуство, не комуницира поискусните и на тој начин се координираме за да можеме да одговориме. Дали е доволно јасно, Стефани? Дали одговорив на прашањето? Сакав само да им доловам на децата како функционира. Ви благодарам и мене што ми објаснивте. Следно гледам Јована Креварака. Јована, повели. Да, јас сакам да прашам, нели ние сега овде што сме на најясно и јасно, ние како може тоа на помалите од нас или на повозрастните тоа да им го објасниме, бидејќи ние сега овде што сме деца, што сме, ние тоа ќе го разбереме, но јас сакам да прашам како ми може преку проект, преку презентација, како ми може тоа да го доловиме на помалите од нас? Па еве сега иде многу прво ти благодарам, баш убава, отвараш една ново прозорче за размислување и тоа ти е многу добра поента. Значи како што правиме оваа презентација, можеби не е лошо да направиме такви презентации по училишта. Исто може вака онлайн. Исто Клеја може да им го презентира вебсајтот. И да им оставиме простор. Супер идеја, Јована, ти благодарам. Инаку Јована ни од основно училиште од Виница и ни е членка на многу активности што ги спроведовме изминатиот период заедно. Ти благодарам уште еднаш. Јас се извинувам, само навистина ми е мило што
го спомна ова како и го начина како прашање, затоа што еве како што го правиме ова, навистина из кампањата за промоција на детските права беше успешна. Верувам дека и самото промовирање на Ало Бушавко по училиште ќе биде успешно. Исто така би можеле вие сега тука присутните да споделите со вашите врсници, познаници кои што ги знаете од вашата возраст, да бидат запознани кој е Ало Бушавко, каде може да ни сконтактира, да им ја покажете веб страницата, па така на некој начин виртуелно да се шири и Ало Бушавко. Од друга страна, можеме, како што спомни ти, за повозрастните исто така да се искомуницира, да се направи некоја промоција и презентација каде што ќе може да им објасниме како функционираме и дека навистина потребата од Ало Бушавко е потребна во овој момент и дека сме тука навистина за да им помогнеме на децата да ги споделуваат и своите маки, и своите љубовни проблеми и прашања и така натаму. Благодарам. Јована, повели доколку имаш уште некоја прашање. Јас сакам да додадам и тоа што јас размислував како да направиме презентација и на помалите или повозрастните од нас да им ја презентираме всушност таа презентација и да им објасниме всушност што е тоа Ало Бушавко и јас би се вклучила пак во тоа ако има нешто, бидејќи ми е многу интересно. И еве, мојата класна ме праша всушност зашто ние всушност зборуваме и ние објаснивме и таа рече дека се гордее со нас дека учествуваме на вакви активности. На чатот веќе имаме и конкретна понуда за соработка. Да, баш од страна Укло ФМ Битола ви благодариме. Повелете Укло ФМ Битола. Благодарам, ако се надеваме слушате, така? Да, се слушате. Јас сакавме текстуално само настрана да објасниме и да се заблагодариме на соработката, меѓутоа повтор пат се иницира нешто и гледаме дека е на место. Значи иницијалната идеја, најпрво уредничката наша кога се стапи во контакт со господин Драги Змијанац, започнавме со нешто воведни работи, но она што првично не инспирира беше буквално Ало Бушавко со новата платформа и како тоа да се доближи до децата, бидејќи емисијата која што ја води, by the way, ќерка ми Ноела и заедно, всушност ја правиме ние три, е од децата, да се чуе гласот и ставот на децата до возрастните. Бидејќи, кога ќе влезат во возрастноста, тогаш може би влегуваат во некои текови и тргаат насам на иницијални размисли, маки и тегоби. И Ало Бушавко инспирираше за ова, например, сценариото, го искоментира и господинот Змијанац, дете, кое што се крие под маса, со некаква капата што си ја стави како бушава да биде, меѓутоа и дека не се чувствува слободно во својата кожа. Па како шепти, па како запишало, се збунва 10 пати го греши бројот, а сепак па почетокот и крајот е охрабрувачки тон на приказната дека постои што е и како е. Како што кажа младата ваша соработничка Јована, ова беше само еден мал тизер да го наречеме, за да иницира размислување како можеме барем такви кратки видеа, а секако сите тие поместени во аудиозапис во радиоемисијата, да ги правиме на редовна основа и тоа никогаш нема едно волшебно стапче, туку е мултимодално, значи презентации по школи, порталот си дисеминира, децата нешто керкаме, нешто друго дете, нешто трето дете, или заедно, здружно, или сценарио за млади возрастни, тие поинаку, тие сигурно на Инстаграм нешто би тагнале, или другите би биле, не знам, ова и истовремено, темите во извештајот се неверојатно обработени и во сите извештаи наназад, мислам, секоја чест. И сега од тие теми ние не сакавме да кажеме конкретен проблем, туку вели нешто, кога одам на училиште, ме обиколуваат. Са може да се тоа кучиња, може да се булис, може да се возрастни некои што сака да нападнат. Значи, затоа 3 точки и продолжва нели музиката. Така што тој концепт, а како не и уште еден куп други, како што имаме идеи во нашите глави, па идеја, кога се повеќе паметни глави со добра намера собрани, уште повеќе. Затоа, благодарам, извинете, не мислев со аудио да зборувам, меѓутоа, повтор пат веќе се иницираше и драго ми е што го кажавме ова.
Благодариме ние. Јорданка повели. Да, прво многу сум радосна за предлозиве што доаѓаат од вас, и од Јована и од вас, мајка на Ноела, извинете, не ви го знам името. Многу се убави и еве јас со конкретна идеја. Веќе на групата деца со кои што соработуваме има голема група, ама од нив некои сите тука што се присутни, односно на цела група им побаравме мислење, па дури направивме едно како образец за анализа на веб страничка, на веб платформата Ало Бушавко, и најавивме еден состанок. Јас би сакала да ве поканам и вас и да се сретнеме сите заедно. Децата и тоа се деца од за сега 3 градови од Македонија. Тоа се 6 училишта со кои што соработувавме на претходни активности и проекти. И веќе се во тек тие што го пишуваат детскиот извештај пред година и пол, што го одбранија извештајот пред членовите на Комитетот за правата на детето на Обединетите нации. Учествуваа минатата година во изработка и спроведување на нивни лични идеи како проекти во рамки на училиштата, така што се и супер што Јована го иницираш ова, дури не мора ние да правиме работилници, можете и вие самите, нели, ние да ви дадеме поддршка како да ја направите презентацијата, целосно ја имате нашата соработка и поддршка и дури можеме, уште еднаш ќе кажам, да имаме за скоро време заеднички состанок. Ќе направиме анализа на Ало Бушавко, ако имате други предлози, и ќе зборуваме и договараме заедно со слушнетене како понатаму да ја ширим и да допреме до поголем број деца и млади. И дури си размислувам дека можеби со ваша дозвола, слушнетене, можеме и да го ставиме тоа видеоклипче и на Ало Бушавко во некој од дали ќе биде во деца до 12 години, ако е посоодветно, како содржина на онаму во оној делот кај што се текстовите, затоа што имаме и можност да аплодираме и видеа. Благодарам. Секако, значи нашата интенција е тоа што се прави, Укло ФМ е непрофитно радио, значи се што се прави е за публиката, за соработниците, и всушност тоа е и целта на овие работи, тоа што го создаваме како магија од нашите души, да допре, нели, да го напреди овој свет и живот. И таква, најубавата желба е таја да стигне и на друга платформа, вашата, како верификација и како за да се дисеминира и да помогне во таа една мисија. Навистина ова е едно, сега кратко колку превју да видите дека го имаме и дека што се може да се стави ние и за емисијата, како што беше иницијалната намера на првиот контакт на госпоѓата Сонја со господинот Драги, и емисијата може да се стави и реемитува. Ние ја ставаме на една плейлиста на YouTube за секоја и радиостаница и амбасада детска и било кој да може цела емисија како аудио, бидејќи очите ни истекоа на сите, а исто така и вакви кратки видеа да може да се споделуваат, дозволено е, и ако треба специјални формулари, нема проблем. Меѓутоа, уште поубаво, баш сме срекни. А и ова другава заедничка соработка, каде што се создаваат сите стейкхолдери, и младите, и организаторите, и ние, и други, и трети, тоа е богатството, така се прави. И затоа сосема поддржуваме, благодариме. Сакам да нагласам дека ние со Сонја Тантарова и детската радио Уличка од Битола имаме соработка уште пред 30 години, и детската радио Уличка ни беше колективен член на првата детска амбасада, исто како што беше и детскиот хор Пиколо. И се што е со деца, тука сме, дури и улицата до основното училиште Лазо Трповски, кога ја прогласивме 94-та за детска улица, тоа беше забранета за сообраќај, децата таму црта и така натаму, општината ја преименува во детска улица Тоше Проевски. Ова иницијатива на слушнетене, и ние така се залагаме, да се слушне детскиот глас, детското мислење, е многу добар мотив да ја продолжиме соработката, и се надам дека ќе излезат добри продукти кои ќе ги поттикна децата да се јавуваат. Исто и ние, благодариме, баш не е драго. Јована, слободно повели. Гледам дека Јас сакав да кажам само за тоа, би сакала ние да направиме презентацијата и прво да презентираме овде пред вас,
па потоа, ако вие дадете согласност, да презентираме и во нашето училиште. Супер идеја. Супер идеја, да. Едина повели. Да, јас сакав да се надоврзам со Јована. Можеме прво пред вас да ја презентираме, а исто така можеме после кај помалите, а исто така и кај повозрасните, кои што некои се недоволно едуцирани за ова, а и општо за правата на детето. Благодарам. Да, сакав да ви предложам линкот што го пратија од слушнетене. Тоа е линкот од видеото. Можете да си го копирате и подоцна да си го видите, да видите зашто станува зборова што ни го раскажуваше Рената. Шејди ја повели. Да, па јас сакам да кажам дека и ќе биде добра идеја, например, ова што е видеото кога првпат ќе влезеш на веб страницата да се прикажува и на телевизија, за така децата полесно да можат да ја најдат страницата и да не контактираат, бидејќи ако не знаат, никој нема да не контактира. Или ве. Браво за идејава. Супер. Едина повели. Не од што има вкленато претходно. Во ред. Уште еднаш ви благодарам на сите што се вклучивте и што присуствувавте денес со нас. Јована, дали имаш уште некоја прашање? Да, јас сакав, се извинувам што ме прекинав, јас сакав само да дополнам. Дали би можеле ние на Инстаграм да го споделиме ова и да како да направиме мала реклама, ако е можно. Ако добиеме Да, секако. Можете на Инстаграм, извини, секако дека, можете. Претпоставам дека мислиш за тоа за слушнетена? Или за самиот Инстаграм и содржината? Ама видов во четов дека и од слушнетене се окей да го споделат на Инстаграм и нашиот Инстаграм профил, ако ви се допадне некоја содржина, исто така можете да се објавите на вашето стори и на тој начин да се направи некоја промоција. Би било супер. Супер. Дали има уште некој нешто да дополни, да даде коментар, своje мислење или пак да праша? Доколку не, тука може и да завршиме, да го заокружиме и денешниот 29-тиот годишен извештај на SOS линијата. Ние секако тука сме за сите вас, слободно може да не контактирате во било кое време и знаете дека нели тука сте безбедни и уште еднаш ви благодариме на сите кои што се вклучија и кои што одвоја време да присуствуваат на денешната пресконференција. Благодариме и се слушаме во наредна прилика. Се слушаме, до гледање. Поздрав до сите, ви благодариме. Чао.